Зборуваме на тема македонско современо семејство, затоа што денеска во 12 часот ќе се промовира книгата која што го носи овој наслов. Прво, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Мартинки за современи семејства? Секако, зашто традиции, да не? Секоја семејна традиција е важна за зачувување на хармонијата во семејството, за чувството на интегритет, на припадност. Мислам дека е многу важно да се изградат некакви семејни традиции и сега во современото семејство многу од традициите што претходно биле важни се изгубиле, а не се создале нови традиции. Така што еве ова може да биде една убава современа традиција за семејствата во Македонија. Како доаѓате до идејата за да се создаде оваа книга, која што денеска ќе биде промовирана? Па јас и колешките сме вработени на институтот, како што кажавте, и ние постојано истражуваме на оваа тема, предаваме предмети поврзани со оваа тема исто така. И сметавме дека е добро да се некако синтетизира тоа во една книга, сето нешто сме го напишале претходно како научни трудови или што сме го дознале како податок, да го ставиме ете во една содржина. А исто така пред 2 години објавивме една книга, перцепциите на младите за бракот и семејството, која што навистина предизвика интерес и во јавноста и кај студентите. И решивме дека е време на така поопшта книга која што ќе ги опфати сите содржини поврзани со семејството, да биде дел секако од содржините во Македонија, затоа што многу малку содржини на македонски јазик има поврзани со оваа тема. Ке се разбереме со професорката, верувам и со поглед веќе, дека еден вистински предизвик да се одржи семејството во ова динамично време во кое што живееме. Од една страна да ги зачуваме семејните вредности, да се трудиме да ја продолжиме традицијата, да ги пренесеме етичките морални вредности на помладата генерација, односно на нашите деца. И како да одговориме на предизвикот, ако не со наше потполно внимание, како мајки, како родители, како сопруги, како изгледа едно македонско современо семејство денеска? Па видете, навистина е тешко да се одржи семејството среќно, тоа е многу важно, затоа што во минатото луѓето не очекувале да бидат среќни во рамките на семејството или да бидат среќни како партнери, или дека треба нивните деца да бидат среќни и дека тоа зависи од нивниот начин на родителство. Додека денеска сите не имаме многу поголеми очекувања, од тамо доаѓа и комплексноста на семејството. Сите очекуваме нешто од секого и мораме многу повеќе да се трудиме за разлика од минатото. Исто така улогите се променети од минатото и веќе не се строго дефинирани улогите на машки, женски, односно што прави мажот, што прави жената дома, што се очекува од децата. Така што треба да се изнајдат нови улоги, односно луѓето се запознаат со новите улоги, новите очекувања и обврски кои што произлегуваат од таа улога, со цел да се снајдат некако во начинот на живот. Плюс животот е многу побрз и подинамичен. Што се однесува на тоа какво е семејството, ние велиме дека во Македонија генерално семејството можеме да го оцениме како нуклеарно. Тоа значи дека во принцип живеат најмногу семејства со родители и нивните деца. Со тоа што доколку на почетокот на 90-тите например имало 2 деца или 4 члена семејство било карактеристично, денеска најмногу имаме семејства со брачни партнери, односно зголемен е процентот на тие што немаат деца. Со последниот попис се покажа дека околу 30% од паровите од семејствата се брачни парови без деца. Што значи дека во принцип семејството се намалува, но од друга страна се уште во многу крајеви е присутно на традиционално семејство кое што постоело во минатото, каде што живееле неколку генерации заедно. Така што кога зборуваме за македонското семејство, мораме да го анализираме од повеќе аспекти, односно дали станува за збор за урбана или рурална средина. Во принцип во урбаните средини имаме посовремени или подемократски, ние ги нарекуваме егалитарни семејства, кои што наликуваат на многу европски семејства, додека во по, да речем, конзервативните средини се уште важи тој принцип на традиционално семејство, каде што имаме повеќе генерацијско семејство, повеќе поделеност на традиционални улоги и така натаму. Ки ми дозволиш само само да додадев кратко, ова се сигурно дел од темите кои што и се дел од книгата, пред подпрашањата на Јована. Секако, како што кажав, книгата опфаќа многу содржини, пред се обидува да го дефинира семејството, односно современото македонско семејство и сите оние модели кои што се присутни денеска, бидејќи денеска семејството не го дефинираме исклучиво со една дефиниција или исклучиво како семејство, туку зборуваме за повеќе семејства кои што се присутни во современото општество. Понатаму зборуваме за функциите на семејството, кои се уште актуелни, кои веќе не се толку присутни или не се толку важни. Зборуваме за предизвиците со кои што се соочуваат денешните семејства. Зборуваме исто така за влијанијата, односно факторите од општеството кои што влијаат на семејството и за прв пат се споменува една содржина која што
е посветена на семејната едукација. Значи, до сега нема воопшто никаква содржина објавена на оваа тема. Семејна едукација која што вклучува брачна, предбрачна едукација, родителска едукација, начин на комуникација во семејството и така натаму. И сега под прашањето е дека се ова убаво како сте го срочиле вие на лист хартија, со задоволство ќе го прочитам и сакам да го прочитам, ама знаете како ни почнува денот динамично и хаотично. Пребројуваме 1, 2, некаде 3 деца, куче, не куче, сопругот, сите да се преброиме, да почне денот, да завршиме со врските, сме ги земале децата, активности, кој каде, зошто, додека се собереме сите во домот, успеваме и не успеваме да седнеме сите заедно на трпеза, и кој е на крајот заклучокот од цело, велите предбрачна едукација, но никој не знае додека не влезе во бракот, нели не влезат сите овие обврски, да. Кој е заклучокот? На сите ни треба малку поголемо внимание или што? Како што кажав, на сите ни треба внимание, сите имаме високи очекувања, меѓутоа предбрачната или брачната едукација е многу добар механизам за ние да влеземе поподготвени во бракот. Во принцип, младите луѓе очекуваат дека бракот треба да биде некаква розова приказна, нешто што го гледаат на Инстаграм или на Фејсбук, и потоа кога ќе влезат во брак се разочаруваат бидејќи не е тоа така во реалност, нели? Не е така розово. Не е така розово. Само се молам да не го исплашиме Ване во објаснувањето понатаму. Да, и например во Америка, бидејќи е задолжителна таа предбрачна едукација, истражувањата ги следат брачните парови уште од 80-тите години и се покажува дека тие што во принцип посетувале предбрачна едукација влегуваат поподготвени во бракот, имаат подобри после перформанси, позадоволни се од брачниот живот, затоа што на некој начин некој реално ги подготвува. Тоа исто како кога поминувате обука за возење или кога поминувате обука за родителство на почетокот пред да имате дете. Значи, мислам дека тоа е некаков корисен механизам. Така. Бидејќи времето веќе не гази, да, ќе продолжиме. Има ова широка тема, но тема, да не излеземе од контекстот зашто сме денес тука, мораме да кажеме каде ќе биде промоцијата, во колку часот и дали е отворена поканата за сите кои што се интересираат за оваа тема. Секако промоцијата е денеска во Филхармонија бар во 12 часот. Секој што е заинтересиран може да дојде и да слушне повеќе за книгата.